30 години ја крстарам Македонија. Во овие изминати 3 децении нема населено место низ кое не сум поминал или не сум направил документарен видеозапис. Неколку пати сум го посетил Полошкиот регион, сум бил и во Гостиварскиот и во Тетовскиот. Ми останаа 10 села во Гостиварскава и 10 села во Тетовскава регија, меѓу кое е и селото Рогачево. Може би се прашувате зошто се одлучив да дојдам во селото Рогачево. Одлуката падна, така да речам, кога бев по нов документарен запис во селото Вратница, каде што се запознал со неколку мештани од селото Рогачево, кои беа во посета кај нивни роднини пријатели, кои што на шега ми велеа: од каде, бре Зоране, ветрот ми те донесе наваму, туку арно што се најдовме овде во Вратница, затоа што еве подолго време се договараме да направиме еден документарен запис и за нашево село Рогачево, а неодамна со нашиве соселани си му обетевме за тебе да те побараме да дојдеш и во нашево село, а преку тој документарен запис поодблизу не само да ги запознаеме нашите рогачанци кои живеат во Македонија, туку и многобројната македонска диаспора, а посебно третата генерација рогачанци, да го запознаат родниот крај на нивните родители, дедовци и баби, а воедно да им испратиме голем поздрав и на нашите соселани. Нема проблем, им одговорив. Само вие кажете кога сте наумиле, тогаш јас ќе дојдам, им реков. Дали можеме тоа да го направиме за Василица, поточно речено првата недела по Василица, каде што ова нашата соборна црква, чие име го носи на Христовото вознесение, Свети Спас, ние мештаните од ова село од памтивека па се до ден денешен ручек си даваме годината наша православна во нашево село да е среќна и беричетна, ми велеа. Нема проблем, договорено, им реков. И навистина така и бидна. Како по стар обичај, за селото Рогачево кинисав ден пред првата недела по Василица со мојот стар пријател и сопатник со мојот джип, со камазот, во раните утрински сати, најсетне по автопатската делница Скопје-Тетово, свртувајќи десно по магистралата Тетово-Јежинце и по поминати 20 километри во првите утрински сати пристигнав во тетовското село Рогачево, каде што ме пречека Владимир Павлов, меѓу неговите соселани попознат по прекарот Ламбе, кој воедно ми беше првиот меѓу еднаквите мештани од ова село, мој домајчин и водич во неговото родно село, селото Рогачево. Добро утро, Ламбе! Добро утро! Ајде, Зоко. Ете, Господ што се вика, дојдов тука во селото Рогачево. Добро ни дојде. На славата која што вие ја правите за Стара Нова година. Да. Така, меѓутоа, наминав според оној стар адет и обичај, после Стара Нова година селото си дава ручек во вашата селска црква. Мило ми е овој човек, ете што ме пречека, што денески ќе ми бидеш ти домаќен овде кај селово. И ете тука, кога се слушнав непосреден пат, ми рече: Зоране, кога ќе дојдеш во селото Рогачево, да ми се јавиш да те пречекам, да почнеме од првата црква овде кај селото, од првиот црковен храм, тоа е црквата Свети Спас. А понатаму ќе посетиме сите другите цркви, што се вика и манастир, напред се манастирот Калуѓерец, Калуѓер, каде што или Свети Илија. Ти како домаќин ќе одиме првин во црквата Свети Спас. Ајде. Така, одиме полека. Почитувани мои, 30 години ни патувам низ нашите убави македонски села во Република Македонија. 10 години патувам низ Полошко, поточно кажано во Горни Полог и во Долни Полог. Ете, според Господовото провидение,
Наминав во селото Рогачево на самиот ден на старата нова година, овдека во селото Рогачево, мештаните да ми ги раскажат многуте приказни што нив им ги раскажувале нивните дедовци и баби за историското битисување на ова село. А се разбира, наминав овдека во ова село по покана на мештаните, како што напомнав, од местната заедница селото Рогачево, а воедно и од црковно-манастирскиот одбор од ова село, да присуствувам на старата нова година, за таму да ги раскажат старите адети и обичаи, како тие се правеле од памтивека па до ден денешен. Почитувани мои, сето ова што окото на камерата ќе го опфати, сето ова што ќе успее да биде снимено од мојот снимателот Виктор Костевски, ќе ви го пренесиме во продолжение на оваа репортажа. Небото над селото Рогачево беше кристално чисто, сонцето што туку изгреваше над планинскиот горостас Буковиќ, толкму погодно за камерата на мојот снимател Виктор Костевски да го опфати секој детал, а сончевите утрински зраци ја навестуваа празничната атмосфера на православната екумена посветена на Василица. Ширум рогачевските улички, патчиња и сокачиња, како бисер гердан се зареди народ во правец на соборниот храм Вознесение Христово. Селани! Селани! Нека ние за многу години! Како можда ни едено? Ајде! Добро ве најдов. Здраво живо! Здраво живо! Ајде здраво живо! За многу години, на помош. Добро дојдете, оца. Добро ве најдов, добро ве најдов. Але добар. Добро е, добро е. Ајде На помош за многу години. Петка треба да биде. И треба да биде. Почитувани мои, пред да го видите документарниот запис од утринското богослужение во чест на Свети Васили Велики, меѓу народот попознат како Василица и Стара Нова година, која се одржа во соборниот храм Вознесение Христово во селото Рогачево, со која чино начествуваше парохискиот свештеник од Тетовското црковно наместништво, заедно со соборниот народ и благословената трпеза која мештаните од памтивека ја подготвуваат во првата недела по Стара Нова година во чест на Василица, предлагам да ви ги пренесам моите досегашни историографски сознанија за селото Рогачево, копајќи во архивите ширум Македонија во изминативе децении, вооплотени со многуте приказни што мештаните до ова село ми ги раскажаа за нивното родно место, чии приказни се пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација низ вековите што одминале, па се до ден денешен. Иако во дел од историските записи се говори дека селото Рогачево е од поново време, сепак копајќи по историографските записи кои датираат од многу стари времиња, дојде до заклучок дека многобројните културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности, нивната зачуваност, разновидност, интегралност, посебност, единственост, репрезентативност и автентичност, говорат дека селото повеќе од 6000 години зрачи со живот на целиот негов простор, уште од неолитскиот период, како дел на животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестидите, енгелеаните, дасаретите, орестите, еордаите, еримеите, ботијаците, пирејците, алпомите, мигдонците, крестонците, бисаелетите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргеадите, како дел на Римската империја, како дел на Византија, чиј владетел со Македонија и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Јустинијан Прима, како дел на Свети Климентовата книжевна школа, како дел од мноштвата црковни повелби и житија кои датираат
од 969 година до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитополи Аарон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел со Македонија царот Самоил и македонските владетели царот Иван Владислав и царот Гаврил Радомир од 979 година до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II од 1018 до 1025 година, како дел од црковните записи на византиските цареви Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, кои со Македонија владееле од 1257 година до 1290 година, како дел од македонската средновековна држава, предводена од македонските властелини, царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1346 до 1355 година, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 година па се до 1371 година, кралот Марко, кој владеел со Македонија од 1371 година до 1395 година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Здраво, Шило! Здраво. Арни, добри? Hvala Bogu, dobri smo. Од ова село си? Da, Од која фамилија? od familija Grujevci. Така, а ти? Вратница. Од Вратница? Од која фамилија? Од Јовче шоферот. А од Јовче шоферот. Во пишаните томански дефтери, Рогачево првпат се споменува во томанскиот пописен дефтер од 1467-68 година, како дел на Скопскиот вилајат, во кое живееле 15 семејства, сите рисјани. И исто така, селото се споменува во пописниот отомански дефтер од 1750 година. При крајот на отоманското владење, селото Рогачево било Чифлик Сајбиско село, а Чифлик Сајби биле Рифат бек, Азиз бек, Неџип Ефенди, Шајкир Ефенди, Мехмед бек и Јонус Арка ага. Дека селото Рогачево на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата и историја на Охридската архиепископија Патриаршија 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев и топографски етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според статистичките податоци да Васил Канчов, кој ги водел во неговиот научен труд Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во Рогачево во 1900 година живееле 210 жители, сите рисјани, додека пак, според етнографската карта на Скопскиот вилајат од 1901 година, Рогачево се води како чисто македонско село во Тетонската каза со 57 куќи, додека пак, според податоците на секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, запишани во неговиот труд Македонија и незините популацијски движења, во 1905 година во селото живееле 440 жители. Според Афанасиј Селишев, во 1929 година Рогачево било центар на општина и имало 54 куќи со 390 жители. Според германската карта, издадена во 1941 година, а заснована според пописот на Кралството Југославија од 1931 година, селото имало 600 жители. Добар ден! Добар ден.
Еве, со Владко дојдовме во селово Рогачево. Арен, добар. И ти. Твоето име? Ljubčo. Владко ми кажа дека си ти председател на црковниот одбор овдека во селово Рогачево. Она што реков, куќето е најверниот пријател на човекот, кога ќе залае куќето ќе му каже на домајчинот дали доаѓа гостин. Берџија. Така Берџија. Ова да ми кажеш, колку цркви и манастири има селото Рогачево? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Како се вика, како им се имената? Свети Спас, да би кажи? Свети Архангел Свети Михаил, Архангел Михаил и Свети Илија, Свети Петка, Света Петка, Света Недела. Света Недела и што не има. Ова се да ми кажеш, кој му е која му е манастирската слава на манастирот Калуѓер на Свети Илија? Свети Илија. Свети Илија, така. Тебе кој ти е куќна слава? Свети Спас. Свети Спас? Така. Ова се Не, куќна. Петковден. Кој ти тебе куќна слава? Петковден. Петковден. Сега ова да ми кажеш, што години имаш? 60. Скоро 60. Со мене си генерација. Тебе. Како ти се викаше даскало што те научи да читаш и пишуваш Крсто. крсто. Колку бевте ученици во оделението? 22. 22. Даскало беше строг или добар? Добар. Што ти одеше појќе математика, македонски, ликовно? Све. Се ти одеше, а? Така. Со што живееш, што се занимаваш оде во селово? Загари, кокошке, Така, свини, Така. крава, така. Имаш загарчина, како е ловот ова година? слабо. Слабо, а? Има диви свињи? Има колку hoćeš, Ама има утепа. треба да си добар ловчија, така речено. Сам добар, ама. Така. Напомна дека рече имаш колку кравичи? Една. Така. За тебе, за млекце, сиренце, си имаш. И за бизнис има мало. Така, сполајмо на Бога. Така е. Колку куќи има селово? Па, 100 треба да има. И кусур, што се вика. 5-6 толку. Така. Повеќето кои се заминати гостипар, кој тетово, меѓутоа има Све кој странство. Се е странство. Каде се отидели луѓе во ова странство? Цел свет. Така, Америка, Австралија. Америка, Австралија, Германија, Франција. Така. Се ова да те прашам. Ти си млад човек, моја генерација. Зошто да речеме да замени и ти да биш печабар во Америка, Австралија, во Канада, па да речеме еве овој туку остана тука во твоето родно А што село. го фали повде? Така во право си. Луѓето Што го фали? Луѓето овде живееле што се вика. Па, цел живот. Така е. Мора некој да остане. Така е. Да се ми здрави жив, да ти е здрава жива Па, фамилијата. Така. Дека селото Рогачево на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во шведски размери, антрополози и географи доктор Јован Трифуновски, полог антропогеографски истражувања, издадена во Белград во 1976 година, за селото Рогачево го забележал следното. Селото Рогачево е сместено во областа Долни Полог, во југоисточните пазови на планина под врвот Љуботен. Постои легенда во која се вели дека по Косовската битка, тука во шумата над изворот, долго време се сокривале неколкумина калуѓери. Тоа место и тој извор и ден денес се вика Калуѓер. Околни села му се Старо село и Јежинце. Селото е многу старо село. Селото е од збиен тип. Селото се дели на две маала, Горна и Долна маала. Селото со вода за пиење се снабдува од извориштата Мејанец и Студенец. По познати викени места во селото Рогачево се Тршановац, Кајачиновац, Дебели рит, Рудина, Велики рит, Јајце, Кременик, Шишмановац, Големо и Мало Пајќе, Крушевац, Средно брдо, Голема рупа, Мравјалник, Корита, Кутревица, Плошник, Смолница, Круша, Нивичишта, Стара црква,
Јатанац, Трска, Прогоњ, Крст, Коштан, Гушавац, Сурин, Крива Кобила, Кукударика, Кајчум Камен, Страјче и многу други. Доктор Јован Трифуновски во пишаниот документ Полог антропогеографски истражувања, издадена во Белград во 1976 година за семејните родовни лози во селото Рогачево го забележал следното. Староседелски семејни родови во Рогачево се Станковци кои бројат 8 кујчи, Чосевци кои бројат 3 кујчи, Јанковци кои бројат 8 кујчи, Ивановци кои бројат 9 кујчи, Окалинци кои бројат 2 кујчи, Мрчевци кои бројат 7 кујчи, Милевци кои бројат 3 кујчи, Трпановци кои бројат 4 кујчи и Николовци кои бројат 6 кујчи, додека пак семејниот род на Рајчичевци кои бројат 9 кујчи, доселен е од селото Бичевац, Република Србија, семејниот род на Шоповци кои број 5 кујчи, доселен е од селото Сиринич, исто така Република Србија, семејниот род на Груевци кои број 10 кујчи, води потекло од околината на Горна Морава, семејниот род на Дојчичевци кои број 1 куќа, води потекло исто така од Горно Моравие, Република Србија, а додека пак семејниот род на Костанчиновци води потекло од селото Вратница. Како ти е името? Димитриевски Радмило. Така, од која галабија си од овде? Маршиевски. Така, како се викаше дедот? Дедо ми Стојко. Така, баба ти? Наца. Тие се по линија, фамилија по татко ти, е сега. Да. А па по мајка ти? Тие се од Старосел. Од Старосело. Да. Како се викаше? Илјо и Петри. Така. Илјо и Наца. Така. Обрчи го, мајка ти од која место беше таа? Старосел. Старо село, така. Рече дека, колку сте вие браќа и сестри? Ние сме 4 браќа и една сестра. Ајде ми наброиш. Ради, прво ја, Младен, Благоја, Радко и Боже. Ти си најстариот или? Најстари. Така, така. Твојата сопруга од каде е? Од село. Од Рогачево. Рогачево, како се вика? Двајица. Таа е од кој галабија? Таа е од Трпановска галабија. Така. Колку господ Челал ви даде? 2. Машки и женски? Машко и женско. Од омени? Не, едното не е уште, ама... Ќе биде, ќе биде. Да, Така, здрави живи. другото? Другото домено, Милетино живи. Колку, во Милетино, убаво село таму сум бил. Колку господ, овој чум нучина? Две, мушко и женско. Како се викаат? Христијан и христијана. Кој ти е помило првото или цугарето? Ние двете сте. Така. Не ме прашувај тоа. Кој ти е куќна слава? Свети Димитрија. Свети Димитрија. Може ли да се седиш, ти си релативно млад човек, така речено, тука некаде 6-5 Така, иди. или нешто повеќе, не е битно. Така, тука. Може ли да се сетиш овдека во селово како беше животот кога ќе се соберевте за баби, за Божи? Тоа многу беше друго, се е друго. На времето, кога твојот дедо ќе се соберевте дома, не броја пари. Тие се радуваа, внуче му се родило, синот го оженил, черката ја омажил, овците му се облјагниле, конците му се окозиле, и ќе удреа и песна се комплетно. Дали е добро, ако ништо повеќе барем, еднаш кога да дојдат дома, да ги отворат оние зареđени катанци, затоа што пубаво место од родниот нема никаде. Убаво е, се е убаво тоа, ама слабо доаѓа тоа. Ќе направа нешто и не иде. Дори едно би додал, времето слама продава, времето слама купува. Да се ми здрави жив, да ти е здрава жива фамилијата и да се видиме и понатаму да ме гледаш на телевизија. И на телевизија и вака те гледам ја по Скопје, секаде те гледам, нема гајле. Да се ми здрави жив. Некои 2 пати сме се видели таму на гробиште од Каселика под мостот под долу. Да се ми здрави жив. Кисела јабука на Горе, да. Према Кучково, да. Да. Да се ми здрави жив. Да се ми здрави жив. Исто, се Ајде да се ми здрави жив.
Втората половина на 19. век за селото Рогачево е период на обновување на селото после ликвидацијата од страна на тетовскиот кајмакам на Башибозикот, предводен од Чајабек од селото Шемшево. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на селската црква Вознесение Христово, која и денеска се наоѓа на североисточната страна на селото, поточно речено на самиот влез на селото, каде што порано била главна селска соборна црква и гробјанска црква, а каде што и денеска се среќаваат остатоци од стари гробови, манастирската црква Свети Илија, која се наоѓа на вакавот наречен Калуѓер, веднаш до изворот Врело. Во минатото, ова црковно духовно светилиште било жив манастир, кој бил основан од монаси кои избегале за време на Косовската битка. Подосна, овој манастир бил разрушен од страна на отоманците. Денес е останата само црквата, која е обновена во 70-тите години на 20 век. Најголемиот празник се празнува за Илинден, кој воедно е и селска слава на селото. Почитувани мои, кога ќе дојдете во било кое село во Република Македонија, кога ќе посетите било кој наш црковен православен македонски храм, и кога ќе дојдете, како што напомнав, во било кој наш македонски црковен храм, ќе го видите ова старо, многовековно дрво, односно овој чинар, и кога ќе ги видите овие, така да речам, зглобови на дрвото, ако сакате да знаете историјата на било кое село во Република Македонија, како што е историјата на селото Рогачево, дојдете и погледате го овој чинар, а чинарот вели вака едно: да знае овој чинар, да раскажува, да зборува, која историја ја има селото Рогачево од памтивека па до ден денешен, и таа историја да ја пренеси не само на мештаните од селото Рогачево, туку до сите наши македонци каде било тие да се наоѓаат, но сепак пак едно брекол, таа историја се пренесува како еден вид приказни од генерација на генерација, од нашите дедовци и баби. И еве се да напомнам, овој чинар се наоѓа овдека во манастирот Свети Илија, а во Полошко попознат како манастирот Калуѓер. Почитувани мои, одека се наоѓаме во ваканското место кој што мештаните од селото Рогачево го знаат како Калуѓер. Кога ќе дојдете во местноста викана Калуѓер и орчи во манастирот Свети Илија, ќе ве пречека овој, така да речам, напис, каде што овој напис е налик на оние црковни книги кои што поповите ги забележувале, кој кога се родил, кој кога се дете се венчал, и овде пишува: добро дојдовте во Калуѓер. Благодарност на донаторите за изградба на патот Стефановски Владимир со синовите Радослав и Драган. Ја би додал, нека им е здрава и жива фамилијата, затоа што старите наши велат вака: од народ за народ да остани како предание, да се пренесува дека ние, македонците, ние, православните, работиме, помагаме во името на Исус Христос, во името на нашите цркви и манастири, а како што додаваат и мештаните од селото Рогачево, во нашата Македонија ни останаа уште нашите цркви и манастири, се разбира нашата македонска црква, затоа што македонската православна црква секогаш била со македонскиот народ, а темелот на македонскиот народ, темелот на ова современа наша Македонија, се разбира македонската православна црква, чие што корени ги влечи од Охридската архиепископија. Во втората половина на 19 век реобновена е црквата Свети Спас, чии фреско живопис го направиле зографите Јаков и Костадин од Галичник,
која црква се наоѓала на самото сред село. Почитувани мои, се разбира кога човек ќе дојди на гости кај било кој домајчин, гостинот ќе го пречека со сите салтанати, а кога патувам по овие наши села македонски, се разбира си имам свој водич, а мој водич и домајчин во селото Рогачево е Владимир Павло. Иначе во ова село познат по прекарот меѓу неговите соселани, по прекарот Ламбе. Владо, селото Рогачево е познато по, така речено, по многу цркви и манастири. Во оние историски, историографски документи е забележено дека колку мала, колку семејни родови, толку и цркви. Ќе може ли Олчио да ни ги наброиш тие цркви? Овака. Кој се наоѓа во моментов се црквичето се е Света Петка и Света Недела. После имаме Свети Спас, Свети Илија, ќе одиме ќе и посетиме тие. Свети Архангел, ќе посетиме тоа. Ете, па да одиме да посетиме сите овие духовни светилишта во селото Рогачево и се разбира, едно би додал, дека Македонската православна црква и нашите цркви и манастири во историјата на Македонија, секогаш црквата македонска била со народот и затоа сме и денеска македонци. И народот треба да биде со црква. Почитувани мои, овдека се наоѓаме во местото викано Тиквица, некаде на околу 1000 метри надморска височина. Овдека мештаните селото Рогачево ми раскажаа една стара легенда, каде што пред многу векови овде имало два рида и еден ден, според Господовото провидение, почнале тие два рида да се спојуваат. Меѓутоа, Господ сполајму на мештаните од селото Рогачево им навестил да направат едно црквиче. И тоа црквиче, а денешка символ на тоа црквиче е Светиот крст, кој што се наоѓа тука на селото, а ќе го посетиме и вие ќе имате можност да го видите. Откако го направиле тоа црквиче, земјата, ридовите престанала да се лизга, а ридовите останале. А како сведок на тоа е овој процеп овдека, кој што се наоѓа од мојата лева страна и кој што води до самото село. И тоа, пак ќе речам, ете ќе одиме горе кај крстот, многу вековното светилиште, каде што порано пред многу векови се наоѓало тоа црквиче, да го посетиме, да го видиме и во ова репортажа да ви го пренесиме, да го видите и да уживате во црковно-духовниот живот, не само во селото Рогачево, туку во цела Република Македонија. Еве одека се наоѓаме на местото викано Тиквица. Тиквица, она што го спомнал Непрејаска кога јас оде во најавата. Она стара легенда што се вика новие два ридови го видовме. Процепот, така речено. Овдека имате што се вика и убав Олчио крст, овдека е манастричето. Името му е на манастричето? Свети Архангел Михаел. Така. Од векови наназад за Коледе овдека ги палите огновите. Така. На 6 навечер се пали огнот тука и се собира многу народ. Има грејана ракија, кој што може дома носи туршиче, зимниче, сармиче и се собираме тука и до утринските часови. Селото Рогачево уште од памтивека имало учени луѓе. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1882 година во манастирот Свети Илија,
Наставата од 1882 година па се до 1900 година се изведувала на црковно-македонски книжевен јазик и писмо, а од 1900 година па се до 1944 година на српско-патријашки јазик и писмо, а од 1944 година во Селскиот дом на културата се отвора првото основно училиште до 8 одделение со училишен интернат за учениците од околните села, каде што наставата за прв пат се изведува на македонски јазик и на македонско писмо. Во периодот на отомачката владавина со Македонија, во кое припаѓа и селото Рогачево, кај мештаните од ова село, како дел од македонскиот народ, се појавуваат одредени индивидуални форми на отпор, кој влијаел да се разбуди и разгори националната свест кај населението, која со години била потискана во оваа регија, што допринесува населението од ова село активно да се вклучи во борбата за слобода и создавање на македонска држава, на македонскиот народ, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период, балканските војни и Првата светска војна. Појавата на социјалните движења во Европа и светот во периодот пред Втората светска војна ги натерало жителите од ова село без размислување да се вклучат во новите прогресивни движења. Селото за време на Втората светска војна е дел од народно-ослободителната борба. На ударот на слободата, кои ги положија своите животи за слобода на македонскиот народ и за создавање на македонска држава, партизани родени во селото Рогачево се Димо Димковски, Живко Димитриевски, Симче Смилјановски, Стеван Стојановски, Стојан Стојановски и Воислав Трпчевски. Во селото Рогачево во 1944 година е формиран првиот селски народно-ослободителен одбор. Од 1944 година па се до 1950 година селото Рогачево е дел од околискиот народно-ослободителен одбор со седиште во селото Јажинце. Во периодот од 1950 година до 1952 година селото било дел од општина Јажинце. Во селото Рогачево во 1948 година живееле 565 жители, во 1953 година Рогачево броело 563 жители, во 1961 година во селото живееле 574 жители, во 1971 година 554 жители, во 1981 година 572 жители, во 1991 година 552 жители, во 1994 година 353 жители, во 2002 година 247 жители, а според нерелевантниот попис од 2021 година селото брои 282 жители. Кога секој добронамерник ќе дојде во ова село и кога ќе прошета низ селските сокачиња и пачиња, покрај тоа што ќе види старата традиционална македонска чаршишка селска архитектура, која се карактеризирала со приземје и зидан од камен, каде што се наоѓале просториите за чување на добитокот и амбарите за жито, и кат изграден од камен и плитар, опашен со вертикални и хоризонтални греди и летви, ковани со штички и испреплетени прачки, малтерисани со глинена кал измешана со слама, со задолжителен чардак и огниште, старите дворишта, некои поголеми, некои помали, но сите оградени со дебели големи ѕидови и големи тешки порти, но секако ќе го воочи она новото кое доправа доаѓа, кое говори дека селото Рогачево не е заборавено село.
Почитувани мои, се наоѓам овдека во непосредна близина на врвот Љуботен, некаде на околу 2200 метра надморска височина. Овдека се наоѓа на местноста викана Корита, каде што ова местност, ова викано место припаѓа во оддано на селото Рогачево. Мештаните селото Рогачево, ете продукцијата МРＪ филм, овдека не донесе во местноста викана Корита, каде што овдека мештаните си имат своје, така да речам, место за уживање, а овдека на ова падина има изградено 9 викендици, кои што се вика, како што напомнав, се изградени од мештаните од ова село за нивно уживање. Почитувани мои, предлагам окото на камерата на мојот снимател Виктор Костевски да ви долови дел од оваа убавина. Ова се тие викендиците, а лево од мене и лево од овие викендици се наоѓа врвот Љуботен на шара, вториот врв по големина после Тито врв. Погледајте и уживајте во овие снежни убавини. Освен онај стариот мој другар, кој што скоро 3 децени е мој верен сопатник, рускиот КамАЗ. Да бидам реален, вода може да му симни мојот руски КамАЗ, но овој стар олтаймер од марката Застава, кој што се произведуваше во поранешна Југославија, се разбира не е фичото, туку ова Југо 45. Почитувани мои, да знае стварно ова Југо како овдека по овие ветрометини, по навод кажано, наносил снег по Севодолиците и одејќи према врвот Љуботен по шара, да знае како овој поминати, има поминато, меѓутоа, еве ќе се вратам долу во селото Рогачево, да го најдам собственикот и да ми каже каков адреналин има тој кога со ова Југо, со овој стар олтаймер, ќе дојде овде во неговата ова речиго викендица, ама и да ги прашам кои беа тие мајсторите, кои беа тие возачите, значи градежниот материјал на скоро 2000 метри надморска височина, да го донесат, тоа е цементот, тоа е блоковите, тоа е песокот, чакал од арматурата, кровната конструкција и новие ветрометини, некош овдека на оваа места на 2000 метри надморска височина, овдека во местноста вика Коритник, времето за 2 сати може да се смени во сите 4 годишни времена, и пролет, и лето, и Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што те Господ и мене ме донесе да дојдам во селото Рогачево и за него да направам документарна репортажа, а воедно да бидам гостин на утринското богослужение во чест на Свети Василий Велики, меѓу народот попознат како Василица и Стара Нова година, која се одржа во соборниот храм Вознесение Христово, со која чино началствуваше парохискиот свештеник од Тетовското црковно наместништво, заедно со соборниот народ и благословената трпеза, која мештаните од памтивека ја подготвуваат во првата недела по Стара Нова година, во чест на Василица, ќе ви пренесам во наредната репортажа.